Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, овој четврток е со право на велики, гораст, голем четврток. Бидејќи во овој ден се случија неколку исклучително важни настани за еднината на човекот и на светот. Настани што ја определуваат есхатолошки гледано со очите Божи, суб спecie етернитатис, ја определуваат судбината на човекот и на светот. Денеска Христос не соочи со неколку врвни христијански добродетели. Прва од нив е најтешко постижната за ѓаволите, но не и за нас луѓето. Смирение и кроткост. Еден светогорски монах, старец Никон, кој што ни беше во гости овде во Струга, во Калишта, на Света литургија, голем отец на Света гора, Атонска, Недиска, во една своја беседа вели вака: нема христијанска добродетел што ѓаволот не може да ја направи подобро од што ја прават луѓето. Но ѓаволите, добродетелите не ги прават во слава Божија, туку за добродетелите да ги подкупат луѓето и да ги втераат во својот тор, во својата мандра. А луѓето сето тоа го прават во слава Господа, како возврат за прескапи дар на живот, чие трајње е вечно, бидејќи животот од Бога на дар примен е неуништив, браќа и сестри. Како не научи Христос на смирение? Христос Бог не научи на смирение така што на тајната вечера, пред да седнат и да се нахранат со пасхалната вечера по углед на старозаветната пасхална вечера, тој им заповеда на своите ученици да ги соблечат одетките, зеде ибрик и убрус во рака и на рамо, и на секој свој ученик посебно им ги миеше, му ги миеше нозете. Тој чин беше толку свет и потресен, што кога дојде кај светиот апостол Петар, се побуна. Јас, учителе, нема да ти дозволам ти мене да ми ги миеш нозете. Христос го соочи со неопходноста да влезе во домостројот Божи, во икономијата Господња за спасението на човекот и на светот. Ако не дозволиш да ти ги измија нозете, нема да земеш удел во истина. И тогаш Петар свати зашто се работи. И му кажа: Господи, не само нозете, туку и рацете, и главата. А Христос го опомена:
за оној што е чист, доволно е да ги исчисти нозете своји. Символично, пред да влеземе во светиот храм, од времето историско во времето есхатолошко, ние пред чергичето на влезната порта ги бришиме нозете, односно калта од своите обувки. А тоа значи, го правиме истото што светиот пророк Мојсеј го направи на пат за врвот од Синајската гора, за таму лице в лице да се сретне со самиот Јахве. И ние тоа го правиме при секое доаѓање на света литургија. Ги чистиме обувките, односно калта од душата своја, ја оставаме зад себе, надвор од светиот храм и чисти, очистени, живеејќи пред тоа или за сето време во пост, молитва и во покаяние влегуваме во светиот храм. Тоа што го направи Христос со светите ученици, не можеше да го направи Сатана. Тој не сакаше да го свие рбетот пред својот Творец. Туку заразен од мислата да ги заменат местата. Непокорно. Гледајте, не секогаш е добро да се биде непокорен, да се живее во непокор. Тој збор има многузначно значење. Треба да внимаваме како го користиме, во какви се контексти го ставаме. И го видове ли Христос како дејница се урна, падна, се стрлугла во понорот на бездна. Во понорот на бездната адска. Тој кој што беше Лукифер, тој кој што беше светлоносен ангел, од Бога создаден како светлоносен ангел, падна, а тоа значи се изопачи, се претвори во својата спротивност. И причина за сето тоа е неговата непослушност кон својот создател. А тој беше непослушен зашто немаше смирение. Че тој може да одглуми се со што ќе не привлече. Се со што би можеле да дојдеме во опасност да го признаеме за врвен христијан, за најдобар човек меѓу сите луѓе, освен во смирението. И гледајте, Христос не само што им ги изми нозете на своите ученици, туку тој побара од нив да учат од тоа што тој им го прави нив. И за да нема забуна, им кажа, како што јас вам ви ги измив нозете, вие едни на други да си ги миете нозете. А што значи тоа? Да си служите во љубов. Да не барате да ви служат, туку да им служите со љубов. Во сета слобода на својата личност. Зашто слободното служење не станува причина за одземање на автономијата на човечката личност. Напротив, тоа ја потврдува. Христос со тоа што клекна и ги изми нозете на учениците своји, ништо не изгуби, се доби, зашто суштински ни ја откри својата мисија во светот. Не дојдов да ми служите, туку да ви служам. Ако тој тоа го прави за нас, а за колку повеќе пак ние треба тоа да го правиме
наближи од нас заради Него, браќа. Не заради себе си. Лажното смирение е заради себе. За да освоја, да фасцинира, да покора. Потоа се седеше на светата и тајна вечера, во која што Христос на таинствен, мистичен начин се претвори во храна небесна за нас сите. Со лебот и виното претворени во леб небесен и во вода жива ги причести своите апостоли, но и себе сами, односно со својата божествена природа, ја причести својата човечка природа. И ни даде до знаење дека без таа храна вистински живот нема. Се завршува со гробот, а при самото сеќавање на тоа, во нас се раѓа бунт, револ, несогласност. Ни еден здрав човек не сака да умре. И така, на денешен ден Христос Бог во црквата своја го засади повторно дрвото на животот. Со плодовите од тоа дрво се хранеа нашите прародители, прататкото Адам и прамајката Ева во рай. Но зарад непослушноста своја го изгуби. И сега гледате, Христос повторно доаѓа и го засадува тоа дрво, односно себе си во светата црква Божја, за со плодовите од тоа дрво, хранејќи се, да му станеме совечни, несмртни во чинот на заедникување и комуницирање со Него. Оној кој што сака да живее надвор од црквата, без да се цркови со намера да се храни од светиот путир, тој го идолатризира својот морал. Од моралот прави кумир, тотем. На кому се поклонува, а кланяјќи се на предмети од себе самиот идолатризирани, на себе самиот се клањам, бидејќи не имајќи го Бога вистинскиот пред себе си во кумирот се проектирам како Бог. И тоа се случува така што тие богови се смислуваат во умната лабораторија на човекот, оттуген од Бога и истеран од рајот, од црквата света Христов. И така, сето тоа денеска се случуваше за нашето спасение и за спасението на светот. Но сето тоа што Господ денес ни го даде, ќе биде подложено на невидени тестови и брутални негации во истиот овој ден. Тоа ќе се случува во попладневните часови, читајќи ги 12 Евангелија, во кој што ќе видиме како осана се претвори во распнигот. Досега зборувавме за осана во висините. Благословен е оној кој доаѓа во името Господне. А сега ќе се соочиме со страшното претворање на осана во распниго. Меѓу осана и распниго се случуваше
Историскиот живот на Христа Господа, меѓу осана и растни го, се случува и животот на секој вистински христијанин. Затоа, кога не глорифицираат, нема да прифаќаме, зашто славата што ни ја принесуваат нам, ќе ја пренасочиме кон Бога. А кога не понижуваат, и не газат, и не плукаат, тоа ќе го прифатиме во слава Господја. За и со тоа и на тој начин не себе си, туку Него да го прославиме. Амин. За верата и во разумот духовен. Дај ми оние што секогаш со страв и љубов ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.